Општата болница во Кочани нема да им нуди можност за преглед од карцином на дојка на жените од регионот. Немањето мамограф е единствената пречка за тоа, заради што услугата ќе мора да ја добиваат во другите јавни здравствени установи или во приватните ординации кои располагаат со уредот. Во Министерството за здравство велат дека засега не се размислувало Кочанската болница да се снабди со мамограф, затоа што во соседството веќе го имало. Тоа го потврди и министерот Тодоров при неодамнешната посета на двете јавни здравствени установи кај нас. Од она што можем да го забележам сега е дека согласно системот за електронско закажување во Штип мамографот се чекат не повеќе од 3 дена и има околу 15, минимум 15 снимања дневно. Така да мислам дека од тој аспект се обезбедува мамограф за овој регион. Мамографот во Штипската болница е предвидено да го обслужува по широкиот источен регион во државата, но нејасно е како тоа ќе се реализира во периодот додека е расипан, како што беше случајот ова лето, кога не работеше 3 месеци. Според Тодоров, во Министерството за здравство сепак се разгледували и други можности за обезбедување на здравствените услуги од ваков тип во местата каде што нема соодветна опрема. Она што ние сега го правиме како министерство е набавуваме подвижен мамограф, кој што ќе го сместуваме во различни градови во определено време, тука ќе ги правиме проверките, односно снимањата, како еден сегмент од ран скрининг, односно од скрининг за рак на дојка. И во тој правец сме сега фокусирани. Тоа што за догодина не се размислувало за набавка на мамограф за Кочанската општа болница, рече Тодоров, не значи дека не постои можност мрежата од вакви уреди да се прошири во градовите каде ја нема во наредниот период. Сепак, за тоа е неопходно претходно да се направат соодветни анализи за да се види оправданоста на потребата. До тогаш контролите со претходно закажување ќе се прават во Штип или кај приватните лекари кај нас, што и во двата случаи е дополнителен трошок за пациентите.